Во студиото на Здраво Македонија, по 9 часот, се дружиме со Александар Стојковски, градоначалник на општина Ѓорче Петров, Татјана Јордева, подпредседател на Сојузот на Сдруженија со лица со дијабетис во Македонија, и Татјана Алексик, професорка по македонски јазик и литература во гимназијата Раде Јовчевски Корчагин во Скопје. Останете со нас до 11 часот. Еве сме повторно назад, почитувани гледачи, и добре дојдовте после утринските вести. Нормално да продолжиме понатаму со емисијата, односно со нашиот разговор со гостите кои што пред малку ги видовме. Баш некако, не знам, мене посебно ми се допаѓа овој дел, затоа што секогаш се гледаме со драги луѓе со кои што многу одамна не сме се виделе. Секогаш ние ќе научиме нешто ново од сите оние разговори кои што ги имаме позади камерите. Вие овој момент не го гледате нели за време на вести или за рекламите, меѓутоа секогаш учиме и нешто ново интересно и пред камерите. Сигурна сум дека ќе биде тоа така, и плюс ќе дадеме одговори на многу ваши прашања кои што слушнав ги поставивте во делот со Милена. Со Милена ќе бидеме заедно во овој дел. Милена, еве поздрав и до тебе. Така, Елена, денеска јас и ти домаќинки со нашите гости, како што кажа, имавме прашање од една гледачка за градоначалникот конкретно, кој што ќе го поставиме секако малку подоцна. Ете, така да ви ги представиме и нашите гости. Ајде ќе започнам од дамата која што седи веднаш до мене, и јас секој пат сум во вдушевена на незиниот изглед. Мислам, жена како жена нема поубав комплимент да и кажете на жена дека навистина изгледа преенергично и премладо за незините години. Меѓутоа и секогаш ми е драго што е наша гостинка Татјана Алексич, професорка по македонски јазик и литература во Раде Јовчевски Корчагин. Татјана, добре дојдовте во Здраво Македонија. Добро ве најдовме, поздрав до гледачите на утринска на Канал 5 телевизија. Одиме понатаму, еве го и човекот за кој што го спомнавме пред малку и кој што ќе му ги поставиме вашите прашања. Исто така многу одамна не сме се виделе, барем ние лично можеби со години не сме се виделе, но еве го повторно во Здраво Македонија Александар Стојковски, градоначалник на општина Ѓорче Петров. Александар, добре дојдовте. Добро ве најдов. Добро утро до гледачите на вашата емисија. Повторно ми е многу драго што сум дел од вашата емисија во друштво на 4 прекрасни дами утрово. Како те наместивме во повластен се осеќам. Да не се грижите воопшто. Да. Убаво друштво те наместивме, Александар. Одиме понатаму, уште едно Татјана имаме во емисија, денеска две. Овој пат Татјана Јордева, подпредседател на Сојузот на Сдруженија со лица со дијабетис во Македонија. Татјана, добре дојдовте во Здраво Македонија. Добре ве најдов, добро утро. Поздрав до сите гледачи на Канал 5 телевизија. Ви благодариме за поканата. И бидејќи јас доаѓам од пациентска организација, да го честитам 7 април, светскиот ден на здравјето. Ете така, да, Татјана, ви благодариме и на зборовите кои што ете вие можеби гледачите наши не ги слушнаа, но пред да започнеме кажавте дека сме многу транспарентни. Може да се каже, Елена нема да ни пречи. Може да не пофалите јавно. Да, мислам, сакам да го кажам нашиот став во однос на Канал 5 телевизија и благодарноста за вашето присуство секогаш, дали сме со проблеми, дали сме со прослави, секогаш сте присутни, мислам, честни. И во добро и во лошо тука сме. Тука сте. Ви благодариме уште еднаш. Ете така, да. Ви благодариме и ние на вас за одличната соработка која што имаме во изминатите години. И јас би сакала, Татјана, и да започнам со вас, затоа што би сакала да споделам една актуелност и нешто кое што нашите гледачи минатата недела го поставија исто како прашање. И верувам дека вие ќе дадете идеален одговор на сето ова. Сдруженијата на дијабетичарите минатата недела беа доста актуелни со апелот кој што го патија до владата и до Министерството за здравство за испорака на инсулини и антидиабетична терапија по инсулинските аптеки. Што се случува? Каква е ситуацијата тука? Значи вака, Сојузот на Сдруженија на дијабетичари на Република Македонија, кој што во состав на Сојузот обединуваме ние 26 здруженија од кои што работат локално низ Република Македонија. Добивме информација од да речем повеќе од половината дека во инсулинските аптеки недостасуваат значи видови на инсулини, меѓу кои основни се сите се потребните, меѓутоа посебно тие што се за тип 1, недостасуваат виалите кои што се потребни за претежно деца кои што користат пумпи, значи тоа е заевајот што се става во самата пумпа, недостасува антидиабетна терапија и во избаза на доставените да речем сега состојби на теренот, се упати писмо до Министерот за здравство, до владата за итно, ургентно, значи доставување на потребните количини до инсулинските аптеки.
последната информација од петокот, сега е да нагласам и еден друг проблем тука, тендери има, постапки течат. Меѓутоа, не знам, сигурно се сеќавате, 23-та година, кога, бидејќи тендерската постапка за набавка на инсулини е секој 2 години. Значи 23-та, 25-та, 27-та, така иде тоа. Секогаш има проблеми кога се тендерите? Секогаш има проблем. Значи, од кога ќе се даде листата од Национална комисија за дијабетес изготвена кои видови инсулини во кои количини. Па во министерство, комисии поминува, па тендер се спишу. Тоа знаете колку време поминува? Некогаш, верувате, 23-та, 8 месеци поминуваат. Значи, тоа ние пациент, посебно тип единица, да се остави 8 месеци. Не дека, знаете како, државата наоѓа начин. Еве и сега. Таков е моментот викенд беше, анекс слушнавме, мислам, кажано ние дека е подпишан и дека од денес ќе се достават потребни количини по инсулинските аптеки. И сега, ако тој тендер се одуговлечи, наместо да... Зошто? Не знам која е причината и потребата кога. По сите прописи, по сите акти по кои што работи Министерството, инсулинот во нашата држава за секој пациент е обезбеден од државата. Нас како пациенти, значи јас ќе си кажам лично за себе, 43 години сум пациент, живот без инсулин нема. Еднаш ако доктор му го препише на пациентот чувството сабајле човек да стане, потребата, мислам, како да кажам, моја да го прими. Нема. Да. Дел од вашиот живот станува тоа. Нема, живот без инсулин. Значи живот без да се живее во страв, дали ќе имате денеска терапија или не, тоа чувство точно, не е убаво. Милена, замислете сега родители, двајца одат на работа, дете нема инсулин, треба да иде на училиште, па ајде се позаемуваме, па тој бил од, да речем, од Кајпо, што е било таму, па зимаме, па нарачувате од други земји, па праќаме по карго, по градови. Значи, Сојузот во однос на тие активности се грижи за пациентите, можам да кажам, значи достапни сме секој момент, некој да нема, преку други пациенти ќе обезбедиме, меѓутоа не е тоа во ред. И градоначалникот, вие сте градоначалник на општина Ѓорче Петров, но сте доктор. Иако сте од областа нели на радиологијата, овие работи ви се многу познати и може би сакате нешто да искоментирате. Баш сакав да се вклучам во делот и имам допирни точки и со здравството и со Корчагин, таму завршив, но еве ова е мислам дека најбитна тема во моментов со набавката на инсулинот. Еве ме радува ако е така како што велите дека е подпишан анексот, барем одредени количини додека се завршат тендерските постапки, да не се остават на милост и немилост. Луѓето тоа никогаш нема да се дозволи од страна на министерството и мислам дека не се дозволило до сега, но еве луѓето имаат големи потешкоти во однос, тие се самоорганизираат, да кажам во периодов. Административните пречки околу набавките генерално говорам вака, пошто ние работиме со јавни набавки околу изvedбата на градежните работи или пак набавка на стоки и услуги во општината, знаат да бидат комплексни и да се искомплицираат во дадени периоди, затоа што први во зависност од вредноста траат помалку или повеќе временски период, дополнително, посебно на осетливи теми како што е набавка на лекови, сигурен сум дека жалбените постапки, евалуациите се маце по-комплексни и од таа причина, можеби се пролонгирало, иако сметам дека требало понавреме да се реагира, да се отпочнат самите постапки, но секоја институција е специфична сама за себе и не би можел да коментирам дополнително. Но и кога веќе на 2 години се тие тендери, веќе треба да се размислува за 2027. Па може би требало и поинаку некако, сега законот не знам дали го дозволува во тој дел да има отворена постапка постојано, за да не се доведуваме ние во ваква ситуација. Кога беше министерот Меджити, ние на една средба предложивме, значи тоа што е без финансиски импликации, значи инсулинот се носи. Државата го плаќа. Имаше некој предлог да се таа постапка, рокот за пријавување, да речеме, за набавка е 60 дена пред истек на тендерот, Националната комисија треба да достави до Министерството. Еве нека не биде 60, нека биде 180. Така? Нека биде подолг период. 6 месеца за тоа е нешто што ќе се случи. Има значи и друга работа.
Инсулин како инсулин се прима во дози предвидени, мислам, препишани од доктор. Тоа не е аналгин, тоа не е мислам, терапија која што се прима сам. Значи се дава во инсулински аптеки со листи од доктор со сите тие процедури. Ние баравме претходно, значи пред ова ургентното, зголемување на количините при набавка. Затоа што ако останат, да речам, инсулините, нека си има, мислам, како да ви кажам, целиот процес на набавката технички да се измени. Тоа ми е целта на муабетот. Значи финансиски нема тука нешто, меѓутоа да си имаме, да речеме, резерва. Па добро, подобро да има повеќе отколку да недостасува. Овој тендер со поголема количина, бидејќи тоа нели колку се превзема од министерството, колку се побарува, толку се плаќа према компанијата. На крај, ако не се искористи, ќе влезе во следната тендерска постапка. Мислам, стварно да ви кажам, се оптоварување не знам колку е потребно. Така. Има, мислам, можност. Се надеваме дека ќе се реши и ќе се слушне апелот и денеска кој што го испраќа. Да, она кој што го слушаме дека навистина имаме големи компликации во здравството, меѓутоа мислам дека и во многу установи кај нас во Македонија би сакала Татјана да ја прашам како не знам жена која што ете во изминатиот некој период, нели од кога се случи несреќата, па еве се до ден денеска и претходно, можам да кажам дека вашите статуси, вашите размислувања кои што јавно ги споделувавте со јавноста некако допреа до многу голем број на луѓе, затоа можеби и овој период бевте апсолутно доста активна и по медиумите и на многу различни подкасти, некако затоа што вашиот човечен момент допре до многу луѓе со оглед на тоа што имаме навистина многу проблеми во секоја пора од општеството. Па еве сега зборуваме за здравството, исто така вие имате некој контакт со здравството со оглед на тоа што еве веќе сега снимате и подкасти на тема сексуално здравје, репродуктивно здравје и така натаму. Какви се вашите ставови некако вака како држава и одиме ли можеби во подобар правец или стоиме во место? Во рикверц. Или во рикверц. Добро, не сакав тоа да го кажам, затоа кажав стоиме во место. Ме радува ако ја препознавате човечност и она што го пишам и што го објавам, јас тоа како правам што се вели учителски. Кога ќе ти дојде нешто да напишеш и кога се солидаризираш и се сочувствуваш со целата ситуација, инаку со госпоѓа Татјана сега разменивме информација, таа е родителка на наш ученик Корчагиновец. Јас сум му предавала на Борјан, на златно дете, и прво што ја прашав дали Борјан има шекер, дијабет, дека фала Богу тип А. Значи, тип 1 е автоимуно заболување и не се пренесува генетски од родител на дете и понатаму. Затоа што се почесто имаме деца кои се болни од сериозни заболувања и канцерогени и дијабет и се оно што не вознемирува. Така што најважното нешто во нашиот систем е здравјето. Нема како што вие и темата, сите треба да се приспитаме што направивме за однапред за нашите идни поколенија од почеток од пиење и нездрава вода и дишење нечист воздух и се оно што ни се случи. А спомнавте подкаст со доктор Гуржанов и незиниот тим од Newborn клиника, работиме еден подкаст која е една баш онака сеопфатна тема за бременоста, еве сега почнуваме темата за инфертилитетот, многу често причина и дијабетот и причина за спонтани абортус и се оно што може да се случи како последица на ненавремено лекување. И тоа се некои ангажмани кои ги правиме онака баш во име на хуманоста за нешто подобро, затоа што ништо поважно од здравјето, тоа често пати на моите ученици им велам, нема да се грижите за ништо, нема да ми плачете за оценки, две најсериозни работи ста болести и смрт, друго е се релативно, а ние се соочуваме со еден период траурен, гледате сите како се видовме и не можевме си посакаме добро утро, како да имаш грижа на совест, кога ќе кажеш дека ти е добро утро, како да стојат работите, не можеме ни да направиме нешто. И во Корчагин се откажа, корчагинските матуранти прават просветилка секоја година и ја пролонгира понатаму затоа што никако не ни оди. Еви со Елена Лука не можевме сега прв пат снимавме нешто за бал затоа што подпиша договор со Виенскиот бал, па не ти оди ни да пуштиш во етер фотографии, рилсови затоа што тагуваме. Како имаме грижа на совест затоа што сме живи, а пред очи ни страда 60 веќе. Да, за жал, уште една жртва.
не знам, тешко ќе биде, веројатно уште некое време ви градоначалникот кажа дека во општина Ѓорче Петров се откажани или поместени некои настани. Па некој ги минимизиравме тие што не можевме да ги откажеме, сепак сега дечињата еве за 1 април не направивме централна прослава дефиле како што правиме секоја година во рамките на градинките, во групите нивни или во училиштата. Дечињата како дечиња си направија па не можеме нивни активности, но не би требало да го правиме тоа, да кажем, во однос на таа возрастна популација, додека што се однесува на централните настани. Еве, ние не го распишавме повикот за култура за тоа што се случи во време на оваа сега. Мислам, ќе го распишеме, меѓутоа активностите ќе бидат од летниот период, па да кажем до крајот на годината. Но она што го имавме планирано како великденски хепенинги, базари и така натаму како активности малце порано, нема да се случат и мислам дека тука никој нема да најде на забелешка, затоа што за жал оваа ситуација не погоди сите и допрва ќе ги почувствуваме ние психолошките последици, психосоцијалните во тој дел на размислувањето и пак ќе се вратиме, еве спомнавме повеќе некако на здравство, свртевме теми, имаме многу и дијабетот и репродуктивно сексуално здравје. Сите проблеми што не се случуваат општествени во делот на здравјето е превенцијата пред се и на временото реагирање, како и во другиве ситуации. И во ситуацијата, да речам, во Кочани и многу други ситуации што ги имаме, едноставно, еве од моето искуство од двете професии, и од здравството и од политиката, заклучокот ми е дека недоволно сме одговорни спрема работите кои што ги извршуваме, немаме, знаете, чувство за последица на нашето делување. Како општо, како луѓе, сега не зборам како профили, како професии или општествена позиција. Недоволно ставаме акцент на превенцијата на работите. Исхраната, воздухот, водата, тоа што го кажавте, све спаѓа во една категорија. Знаете, имаме посебно е тешко денеска кога имаме море на информации и тука има и многу дезинформации. Што да селектираат луѓето? Така. Мене ми се случило, еве со мој драг колега повозрасен, седиме и викаме, види овие доктори исто како мене, викаме ги нарачав овие за присок. Викам, што си нарачал, видов на Facebook, вика помага. Знаете како, интернетот е добар и лош. Интернетот е со кого и да посебно е повозрастната публика, да кажам, што е во тој дел, секогаш полесно се намамува, има проблеми и сака да си ги реши. Пробуваат конвенционални начини на решавање, не можат и се присегнуваат на често многу непроверени алтернативни решенија и начини, а од другата страна имате вие луѓе кои што се свесни за овој момент и на некој начин злоупотребуваат, маката и потребата. Тоа не можам да го разберам. Па видете, не можете да го разберете зашто вие не постапувате така. Сега други луѓе во различни X ситуации користат такви негативни моменти и во база на стравот е најдобар продавач на работите. Го користат тоа и ги продаваат работите спрема крајни корисници кои што можеби имале бенефит. И во такви објави на Facebook многу пати, значи збојувам бидејќи ја ги следам тие во однос на дијабетот, се злоупотребуваат имиња на еминентни доктори, професори, сега беше за колешката ваша, да не именувам. Со слика, со се, да. Значи, злоупотребено мислам, после тоа оди исто и другиот доктор, што не е директор на клиниката, исто со слика, после луѓето, мислам, докторите си демантираат. Меѓутоа, многу луѓето кои што не сакаат да се соочат конкретно со дијабетот, одат у такви опции. Значи, одат, набавуваат и вашето име еве по некои коментари за жал се злоупотребува бидејќи според некои стандарди и стереотипи во Македонија, вие како професорка не смеете да се појавувате никаде и ништо, нели само на училиште и да предавате, не дај Боже убаво да изгледате, мислам да е страшно. Најголемото зло на денешницата. Ете тука како интернетот лошо влие. Ова што го зборуваме за злоупотреба, мислам дека никогаш повеќе не сме имале надри лекари, гатачи, бајачи дури од средниот век. Тоа па плюс, значи 21 век и толку многу да постои такво нешто, значи дека навистина примитивизмот е во експанзија. Што се однесува тоа дека не може две професии одеднаш, особено нели професор, учителка, наставник нели во средно училиште и еве заштитно лице Нелена Лука,
чисто да им кажам на тие што се грижат, прво да не како никоја навреда, како да е онака баш атак врз жената, дека една интелектуалка, тако беше коментарот, не сте интелектуалка, не може една интелектуалка да биде манекенка. И викам, не знам дали интелектуалките не смеат да бидат убави, а манекенките никако не може да бидат интелектуалки, па не знаеш дали некој навреден повеќе од тие коментари. Конкретно, ако ги интересира, одговорот е ми треба хонорар. Значи, мојата плата се мали, треба се зголемат. И сега ти наоѓаш начин. Јас долги години цртав текстил, 15 години ми пукна, имав дискус хернија, не од шминкање или од читање книги, туку од цртање на свила и на стакло, на прозори, тогаш никој ништо не коментирал, затоа што нели црташ, тоа е добро, работиш. Тоа е работа. Меѓутоа, ако седнеш вака во студио да се сликаш со прекрстени нозе и уште да водиш емисија сексуална азбука, тоа е веќе анатема и треба да ме спалат на клада. Поради тоа, без оглед што збориш, па дури и сексуална азбука, емисијата многумина сватија дека е едукативна, дека се работи со докторски тим, професионалци, дека не се импровизира. Дека беше само храброст една учителка да се одважи таква емисија да почне да води, меѓутоа и тогаш имаше коментари. Добро, аз се слушнат првите 4 букви и многу е страшно. Мислам, тој збори таа тема, не сме да се... Како професија. А пак го правиш во името на здравје. Сексуалното здравје е исклучително важно за сите нас. Не знам зошто уште го одбиваат тоа кога ќе кажеш сексуално здравје. Некако како аверзија да имаат луѓето, како намерно да не сакаат да слушаат, а е од круцијална важност за нашето здравје. Мислам дека двоен морал и лажен срам, као не смееме да зборуваме јавно за тоа, а вамо сме први помалолетнички абортуси. Камо среќа да сме срамежливи. Камо среќа децата да не влегуваат во тие сексуални експерименти. Ами многу болести може да се превенираат, бидејќи се намалува границата и кај и кај девојките и кај момчињата, нели, болести кои што треба да се превенираат и во денешно време не треба ни да зборуваме за нив, значи постои заштита. Но многу луѓе не знаат за тоа затоа што не сакаат да слушаат. Да. И живеат како редовен треба во училиштето да влезе. Да, меѓутоа само исклучително доктори. Јас сум за тоа да не се експериментира со невладени сектори, со млади луѓе, кадри кои ќе се приучат, нема приучување. Тука мора да е доктор, исклучително доктор кој кога истражав постојано, спомнам доктор Славица Арсова, која беше единствена која магистрираше на тема сексуални дисфункции во цела Македонија. Значи ретко кој се занимава со сексуалноста, а секој доктор би можел за тоа да зборува, но треба многу суптилно, многу нежно кога се влегува во училиштата и тоа во средните училишта, во основно децата веќе 8-9 оделение би можеле да имаат предавање исклучително од професионалци, затоа што подоцна веќе и доцна, она што го велам секогаш на шега, чекаме децата да ни наполнат 18 години, како родители да ги седнеме, да им кажеме ајде сега ќе зборуваме за сексот, а децата викаат ајде кажи што те интересира да ти објасниме. Или ова е добро. Само Јелена да не заборавиме прашањето на гледачката за градоначалникот, па потоа ќе продолжиме со другите прашања кои што ги имавме. Се јави една гледачка, кажа дека има во Ѓорче Петров голем проблем со ѓубре со депонија пред гробиштата. Да. Да, видете, имав јас во текот на викендов баш преписка со еден загрижен граѓанин, мислам, и на место му е забелешката, не само за ѓубрето на гробиштата, него и за неуреденоста, да речам, на тој простор кој што го стопанисува АД Бутел. И баш разговаравме, јас ќе се заангажирам малце повеќе на темата. Немаме надлежност во тој дел, бидејќи АД Бутел се склучува договор со комунална хигиена и претпоставувам дека истиот проблем како што го имаме ние како општина, каде што недоволно се собира сметот од кантите и од контейнерите, го имаат и тие како приватен субјект со нередовно собирање на сметот. Тоа е едниот проблем и вториот проблем со гробиштата е големите поплаки од луѓето кои што ги посетуваат дека се неуредени инфраструктурно. Зборам од аспект на изведба на внатрешните сервисни улици кои што сепак служат. Тие се навистина во катастрофална состојба. Со кал се не се ни тампонирани, а да не збориме за асфалт. Таа врска треба да проверам, да бидам искрен. АД Бутел стопанисува, концесијата мислам дека од градот или како иде во делот на дозволи, но сепак внатре во рамки на гробиштата никој не им брани да ги уредат, ниту па им се потребни посебни дозволи за инфраструктура да се уредат тие. За жал, имаме ситуации кога
компании или јавни предпријатија се надлежни за одредена работа, меѓутоа не си ја завршуваат и таа ни се прелива како незадоволство. Не, ако ворете тоа и повеќе пати сме одговарале на ваков тип на прашања, нормално луѓето ќе дојдат први во општината. Затоа и ние излеговме пред пар месеци како градоначалници на општини, побаравме јавните предпријатија да дојдат во функција на општините во кои што сме. Еве и гробиштата, зошто не? Тие се на територија на општина Ѓорче Петров, да стопенисуваме ние како општина. Ѓубрето си го собираме самите. Улиците ние да ги метеме, парковите ние да ги одржуваме. Зашто видите, сите ние трошиме многу пари од аспект на комунални услуги. Меѓутоа не добиваме ниту еден денар од страна на градот Скопје од оние пари кои што секој еден на нас како граѓанин ги плаќа. Вие видите ги сметките за вода, на нив имате ѓубретари, на водари, на различни сметки, различни давачки дополнителни плаќаме кон градот, меѓутоа тоа ние 0 денари добиваме назад како општини и трошиме пари кои што би можеле да ги намениме, например за, не знам, изградба на спортски терени, детски игралишта. Тоа се околу 400-500 евра годишно, не се воопшто малку пари. Говорам за ангажирање на луѓе, ангажирање механизација, а дополнително на тоа што ние немаме надлежност, да речам, да формираме наше јавно предпријатие кое што би ги извршувало овие комунални услуги. Малце покомплексен. Проблемот, но мислам дека би се решил доколку сите овие јавни предпријатија кои што се комуналец, паркови, водовод, тај не може централен систем, но гробишта, се што е од аспект на директна услуга кон граѓанинот, да се дојде под надлежност на општината. И тогаш веќе нема пренесување на ингеренции, нема овој беше, другиот беше, ќе се префрлува топката, нема, топката ќе биде тука и повеќе простор за изговори нема да постои. Така, јас имам чувство дека граѓаните еве вака кога ќе го објасните целиот овој процес, како што кажавте, можеби е малку покомплексен, тие не се навикнати така, тие сакаат да слушнат што се случува. Ама ти си градоначалник, греши го. Ворете, еве јас да земам сам да земам да чистам и сум го правил тоа кај мене пред зграда во околина, не ми е проблем. Зборам од аспект на тоа што е ситно, има многу несовесни со миленици. Еве јас го шетам куќето, кога го шетам са валја, ако најдам на нешто што не треба, додека собирам изметот за моето, не ми е проблем да зачистам. Но меѓутоа, видете, многу е нивото на свест и на култура некако ретроградно ни оди назад. Ние место да одиме напред, како што и целиот свет. Рикверц, како што кажете. Па видете како и да го кажеме, ние имам чувство дека опаѓаме во човечки капацитет, во финансиски капацитет, со многу морален капацитет, сите знаат да кажат за другиот, а не се гледаат себе си. И знаете како општествена одговорност, тоа го потенцирам, имаме секој еден како индивидуа. Не се тука фирмите општествено одговорни, дали ќе донира, дали ќе направат. Пазете, тоа е на некој начин маркетинг за тие фирми. Меѓутоа, ние како индивидуи, како граѓани на овој град, на државава, ние општествено одговорни треба пример да дадеме за сите други. Ако јас не се однесувам како што треба, како да очекувам моите сограѓани да се очекуваат? Сега си градоначалник, утре ќе бидеш нешто друго. И во тој дел со професиите, апсолутно ја разбирам професорката. Јас често наоѓав прашање, ти си лекар, сега што бараш во политика. Јас што сакам ќе бидам. Утре после ова може ќе бидам нешто. Може ќе се вработите во некој професор ќе бидете. Може ќе бидам и професор и сакам да бидам. Ете, можеби во друг дел. Не, апсолутно тоа е во крајна линија право на личен избор и вие не може да му се мешате на некого што и како професија ќе го работи. Татјана, можеби со некои предрасуди сте се соочиле низ годиниве наназад, со какви други проблеми се соочуваат диабетичарите? Вака, сега прво сакам да кажам еден убав момент од страна на Сојузот. Во моментот од 7 до 10 во Банкок во Тајланд се одржува Светскиот конгрес за диабет, 27 поет, започнува денес до 10 и Сојузот постои од 2001 година, за прв пат оваа година ќе бидеме примени во полноправно членство на IDF, тоа е International Diabetic Federation, значи тоа е светско ниво. Таму ќе присуствуваат 6000 присутни од 166 земји. Ова е последната информација што имам, бидејќи имаше некои неприлики, нели, таму земјите се, не знам. Од 7 региони не примаат за полноправно членство и нашиот председател Димчо Велев во моментот е таму и бидејќи од тие причини не можеше да присуствува.
присуствува. Во однос на предрасуди, да. Значи, јас лично како пациент, моето поминав и основно и средно вака. Меѓутоа, имаат луѓето проблеми, значи родителите, со запишување на деца во градинка, со одење во училиште. Ајде после више средното училиште ги рачунаме како посамостални. Па имаат, да речам сега, користат CGM системи, значи тоа е континуирано гликозно мониторирање, односно кај нас познато како сензори. 2023 година државата ги обезбеди за сите деца во Македонија и тоа е апликација, тоа е апаратче кој што се носи поткожно и се аплицира поткожно и дава преку апликација и Bluetooth конекција дава секој, да речам, се зависи каков е, кој е производителот, да речеме на 3, на 4, на 5 минути на телефонот дава информација колку е гликемијата во моментот. Сега нашето тежнење кон што е? Детето, ако е мало, од помала возраст, да се адаптира и да биде самостално. Не може да биде поено родителите, трчаат со глукомија имеат. Сега, значи, детето има телефон со него, сензорот му дава сигнал аларм, ако му е хипер, значи оди нагоре, си има тамо линии за тенденција, доколку се две иде нагло нагоре, доколку е една има тенденција за порест. Тука и во тој момент детето треба да се стави 1 до 2 единици инсулин без болус, кој што делува одма и ќе се врати, да речам, во тоа ние што го викаме time in a inch. Сега time in a inch е, значи хемоглобин А1С, тоа е тромесечен просек во изминатите 3 месеци од кога ќе се земе крвта, да биде максимално 7 и да биде во границите од гликемиски вредности од 7 до 10, значи да биде повеќе од 70% од поминатото време, тоа се вика time in a inch, значи тоа го означува тоа. Сега во училиштите им прават проблеми. Значи не им дозволуваат. Па, сега не сакам да зборувам и други проблеми какви има, значи има. За сегашните генерации, јас кога ние поедно, да речем, може би бевме помалку, едно и друго. Друга работа сакам исто да истакнам, времето оди напред. Значи ние во Сојузот имаме раководител на програми и развој. Тој присуствуваше во февруари месец на 2 настани, еден во Копенхаген, Данска и еден во Кигали во Руанда. Значи ние веќе одиме чекој напред со светските стандарди. Не можеме ние сега деца, кога цел свет има пумпи, значи сега веќе се со затворен систем, односно сензорот со пумпата е едно да кажам едно апаратче. И таму внатре тоа си како регулира, да кажам, дали сензорот качува ова испумпава, да речам, една единица или опаѓа па застанува пумпата. Значи кога светот оди натака, значи, мора да се следат трендовите децата светски. наши, не само децата, сите тип единица инсулинозависни, бидејќи ние сме зависни, ние немаме 1 грам инсулин во нас. Ние сме зависни од се надвоешно. Така. Али во секој случај, јас по моето, значи бидејќи ја бев дете, секогаш предноста. Сега имаме 250 пумпи, интензитетот на набавка е 35 пумпи годишно, од кои што некои се заменски, бидејќи ти имаат рок на користење, некои се за нови пациенти. Па ние со таква тенденција на набавка, кога ќе стигнеме сите да имаат, а порастот е, сега да ви кажам, у светски рамки, 25 е 573 милиони во светот, 1 на 10, а се очекува во 2045 да биде 783 милиони. И сега тој интензитет, и ние сме во тие бројки. Значи, тој, како да, моја да одме напред со времето. Не за друго. Се што, диабетот како диабет се живее не боли. Значи, ништо не се осеќа во стајата. Меѓутоа, компликациите во подоцнежниот период од животот. Се што ќе дојде, верувате, ништо не се лекува. Тоа се диализа, слепило, ампутации, диабетично стопало, невролошките заболувања неверојатно напаѓаат од неконтролиран, јас не викам низок ми е шеќерот или висок ми е, од осцилациите. Значи, осцилациите прават страшен удар на функцијата на другите органи во организмот. И затоа
мислам, бајам, јас за името на сите сојузот, не сакам да слушнам. Нити за инсулин има иновативни, значи најсовремени, немам дискусија, меѓутоа, функцијата на иновативниот инсулин кај пациент тип 1, па и тип 2, тоа е болус, значи тој што делува одма, без сензор, не е рационално искористено. Така, ќе зборуваме за тоа и малку подоцна во после паузата. Јас во продолжение би сакала да најавам еден краток блок на реклами, па се враќаме да продолжиме со нашиот разговор. Останете со нас.